Која политичка партија представува некој општествен слој? Дали сте се запрашале? Пример, работници, занаетчи, сиромашни, крупен капитал или ниедна. Нашиве политички партии се друштва од едно лице, лидерократско, авторитарно владење. Тоа е како фирма, каде шефот на партијата е всушност директор, со неограничена моќ, која ги придобива луѓето со страф, подкупи, корумпирања и слично. Најголем број луѓе од врвот на политичката пирамида всушност се огрешени од криминал и корупција. Затоа тие сите си се држат заедно, зашто ако еден од нив падне, ќе почне да паѓат и другите. Сите се чуваат едни со други. За тоа да се промени, да добиеме некои нови луѓе, некоја нова понуда, мора да се случи нешто пред се во нас. Ние сме купувачите. Ние влегвиме во супермаркет и го бараме најдобриот производ, по можност најевтин. Никој од нас не барат да е најлошо, а да плати најскапо. Така треба да се однесуваме и на политичката сцена на избори. Зошто прифаќаме да ни продаваат пакувања во кои немаат производ? Ние треба да созрееме. Ние треба по законот на пазарот да диктираме понудата и побарувачката. На наше барање да добиеме понуда за нас прифатлива. Да престанеме да купуваме лоши производи изгора на тоа рециклирани. Попросто од ова, не знам, ако не ви беа доволни 30 години за да разберете ова гола вистина, вистина на продавање магла, вистина во која ви зборуваат она што сакате да го слушнете, зависно дали се во позиција или опозиција. На здравје! А вие, како што напишал Рацин, за себе само ргај си, за себе маки тргај си.